Господине Черновски, за кого води Нано Ружин кампања, за себе или за Ѓорги Иванов? За себе води. Многу го знафали Ѓорги Иванов, да немате долгои во врска со тоа собирање на подписите. Да си води Нано Ружин за себе кампања и резултатите се добри. Сега тоа што се зголемува рейтингот, Па не можеме да знаеме какви се резултатите пред да заврши такмицава. Тоа што се зголемува рейтингот, вие подобро од мене ги знаете рейтинзите, зголемува нечија нервоза, тоа е нормално. Како се доближавте до власта, така почне рейтингот да ви го зголемат. Тоа е ваша констатација. Одредените опинион мейкери или агенции кои работат на рейтинзите. Од другата страна се зголемува нервозата. Дали очекувате есенско сценарио во Република Македонија и кој би можел да го направи тоа, власта или опозицијата? Не сакам да размислам во смисла на сценарија, затоа што мислам дека доволно имаме објективни тешкоти кои сами на себе ќе дојдат, ќе испорачаат цената. Дали очекувате есенски компликации на работите? Ја очекувам компликации веднаш по завршувањето на изборите, кога, знаете, самите чувство дека некој се надпреварува и дека е тоа од смртна важност за едните или за другите, создава некаква магла. Кој чувство мислите ќе го има? Мислам дека кога ќе спадне прашината од изборите, кога ќе почне повторно да влеземе во нормален колосек, ќе се покаже дека ние стоиме пред огромен број на отворени прашања. Што мислите? Едно не е затворено. Кој чувство прво ќе се вика народот? Страх дека нешто мораме да направиме? Еуфорија дека сме направиле тоа што сме направиле или можна апатија? Па ја мислам дека народот веќе од она што може да се види како реагира на изборната кампања, дека е веќе помалку оладен, дека веќе жарот го нема, дури на митинзите на ВМРО, ако вие носите 30 автобуси со едни исти партиски војници, ги шетате, поддржавате за да создадете слика на масовност, тоа покажува дека всушност вие немате контакт со граѓаните и не одите да остварите средба со граѓаните, туку создавате слика за некаква масовност, таа не постои. Затоа мислам дека владата на Груевски е далеку послаба од она што може да се види преку бројките. И нови избори Никола Груевски држи отворена дебатата околу две клучни прашања. Тоа името на државата и компромисот евентуален со Грција, тоа е економската политика. Без разлика на тие лоши економски резултати, без разлика на можната изолација на Република Македонија, имам чувство дека македонската опозиција тотално не могне да му се спротистави на Груевски точно по тие две прашања. Имам едно размислување дека можеби власта нема економски резултати, меѓутоа опозицијата нема економски тим, да речеме. Од друга страна, повторно опозицијата игра многу меко во однос на прашањето на името. Значи не е својствено опозицијата да вели треба да се договориме за промена на името. Значи секоја опозиција би требало да фрла дрва и камења против власта ако сака да го продаде името, па кога ќе дојде на власт, тогаш ќе размислува што ќе прави околу тоа име. Никола Груевски и лани ги смачка на изборите, токму поради тој тврд став во однос на името. 2006, па 2008 и сега 2009 пак сега можно да ги добие и председател. Знаете што, ова е интересно. Ако анализирате малку наназад, ќе видите дека 2006-2008 година и ако евентуално победи на председателските и локалните избори оваа година, тогаш Груевски ќе биде запишан прв во историјата кој што во поновата македонска 3 пати ги има добиено главниот конкурент. Значи, на сите нивоа, и председателски, и локални, и парламентарни избори. Од друга страна гледајќи... Тоа значи дека ќе биде апсолутно најмоќен политичар во Македонија во изминатите 17-18 години. Да, меѓутоа тоа води кон една друга опасност. Јас неодамна слушнав еден така убав збор, тоа ќе да доведе кон еден, односно владењето, начинот на владењето е еден вид на мек тоталитаризам, со тоа што доколку се случи и вака, мислам дека ќе заглибиме длабоко во тоталитаризмот. Човекот излага на избори, човекот не узурпира власта, зборам за Никола Груевски. Излезе и 2006 победи со 70.000 разлика. Излезе и 2008 победи со некаде 200 и кусури илјади гласови разлика, излага и сега на избори. Јас не го спорам тоа дека излегува. Дали ќе биде мек или тврд тоталитаризам, тоа го кажуваат гласачите. Да, гласачите го кажуваат. Нели, народот заслужува онаква власт. Груевски не треба да се чувствува хендикепиран бидејќи е политички силен во моментов. Не, повеќе од јасно дека, меѓутоа мислам дека на некој начин, немајќи една цврста опозиција, води кон ретроградни процеси. Проблемот може ќе биде во тоа што Груевски ќе биде и премиер и председател и градоначалник на Скопје. Да, тоа е можеби најголемата играчи кои ги става на листите. Сега сама спекулира денес 20 градоначалнички места дека може да освои од некои неформални разговори. Дали дека тоа не е реално? Па мислам дека не е реално, дека е преоптимистичка бројка, меѓутоа ако вие смете дека е реално, дајте ми одредена теза. Јас мислам дека е реално затоа што се менува ситуацијата во земјата од аспект на социјекономските проблеми, кои што па најдиректно се чувствуваат токму на локално ниво. Мислите дека СДСМ има економски тим?
Јас не велам дека е добра економската политика на власта. Владата, мислите дека има? Не, ја мислам дека владата има лоша економска политика, а мислам дека СДСМ има уште полош економски тим. И тука е проблемот. Персонално или како политички решенија? Како сакате, земете го. Па јас мислам дека политиката на СДСМ и до 2006 економската беше добра, со тоа што се работеше за политика на консолидација на економијата. Знаете што би ви рекле граѓаните на таква теза? Немојте повеќе така да ја консолидирате економијата. Знаете што? Бидејќи ве поразија од 2006 на 3 избори токму на економска политика. СДСМ не губи на надворешна политика, СДСМ не губи на некои меѓуетнички односи. СДСМ губи на домакинско работење. Со тоа што тоа е тешкото работење. По консолидација тогаш доаѓа развојот. Кажете дека вие многу добро економски сте работеле, ама народот не бил доволно свесен да ве разбере? Па ако земеме што прави владата сега со трошење на пари, очигледно некој и наследување на буџет без дефицит, тогаш не знам дали тоа во било која земја би се дефинирала како негативна економска политика. Владата најавува 8 милиарди евра странски инвестиции, односно инвестиции во капитални објекти од наредните 7 години. Многу ми на тоа го толкуваат ко можен влез во предвремени избори. 2010-та. Не, владата со тоа повторно прави пропаганден трик од аспект да барем на пропагандно психолошко ниво го ублажи ударот од се поголемото паѓање на економијата. Што сметате? Што е било задоволително и прифатливо за ВМРО да помене? Нови избори. Во кој смисла сметате? Па добро, ако ВМРО добие председател на државата, ако добие градоначалник на Скопје и има премиер, тоа значи една апсолутна концентрација на власта. Нешто слично можеби во Црна Гора, нешто слично можеби во Србија, на Балканот. Други такви примери нема. Кога влегуваш во власта, ти си спремен да ја понесеш одговорноста, така што до кој степен? До степен колку што е потребно. Кога си во политика не избираш дали ти е пријатно или не, дали некоја ситуација ја посакуваш или не, едноставно мораш да ја одработиш. Ако Георги Иванов вели ние сме заглавени во лифтот, а ние знаеме поради што сме заглавени во лифтот. Јас мислам дека Георги Иванов имал алузија на нешто друго, вие сега во друг контекст го употребувате и јас точно не знам што му била. Ние знаеме зашто сме заглавени во лифтот. Тоа го чувствува премиерот. Мислам дека го чувствувате вие. Да, Груевски денес форсира две теми: името и економската политика. Тоа го правеше 2008, тоа го правеше без малку и 2006 година. Значи, тој игра на таа карта која му е сигурна. Играјќи на таа карта, после ќе му биде многу потешко веројатно да се врати назад кој некој води на можен компромис. Закупувањето во рововите на некаква своја собствена агенда е секогаш тешко за политичарите да се извадат од тоа. Како викат американците, ако сте заглавени во калта, немојте да додавате газ, бидејќи ќе биде уште полошо. Така, токму така.